Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе почнеме со обработка на библиските текстови кои се однесуваат на првото мисиско патување на апостолот Павле, на кое тој отиде со Варнава. Всушност, со нив тргна и Јован Марко, роднината на Варнава, но се врати дома во Ерусалим, бидејќи мисијата беше многу потешка од што очекуваше. Но Бог му даде на Јован Марко втора шанса и тој стана многу важен член на првата црква. Знаете, Бог на сите нас ни дава нови шанси. Мене лично ми има дадено стотици, можеби и илјадници нови шанси. Тоа што е важно да го имаме на ум е дека кога ќе паднеме и потфрлиме, наместо да бегаме што подалеку од Бог, ние треба да се вратиме кај Него со покаяние. Кога стигнаа во областа Галатија, Варнава и Павле се соочија со длабоко вкоренетиот паганизам во таа област. Јас лично сметам дека ова така наречено мисиско поле беше најтешко за работа од сите места на кои Павле проповедаше. Една од причините поради која го верувам тоа е посланието кое Павле им го прати на галатјаните. Тоа е дефинитивно најстрогото писмо кое Павле го има напишано, а се наоѓа во Новиот Завет. Тоа е така поради склоноста на тие верници духовно да застрануваат. Историјата вели дека оваа област го добила името по келтскиот народ наречен Гали. Уште во 4. век пред Христос, поради нивната бунтовност, тие биле сериозна закана и опасност за Римското царство. Римската империја долги години имала проблем со нив, но по некое време, некаде во 189 година пред Христос, римјаните успеале да ги покорат галите. И покрај тоа галите имале своја покрајина и се верува дека долги години границите на таа покрајина се поместувале, а и народот кој живеел таму си имал своји обичаи и свој јазик. Според некои историски записи, галите не биле народ на кој можело да му се верува. Еден автор од тоа време ги опишува со следните зборови. Тие се отворени, импулсивни, чувствителни, неизмерно интелигентни, сакаат забава, но се крајно непостојани и се полни со суета. Цезар за нив рекол: слабоста на галите е во тоа што се непостојани во своите одлуки, сакаат промени и не треба да им се верува. Токму кај тие луѓе отидоа Варнава и Савле, со цел да им го проповедаат Евангелието. Но, зарем не сме сите ние такви? Зарем не сме ние непостојани и премногу чувствителни? Зарем не е секој од нас во одредена мера полн со суета? Мислам дека ако бидеме искрени и реални, ќе согледаме дека секој од нас може да се поистовети со темпераментот и карактерот на луѓето во таа област. Но, и покрај се, Бог не сака и сака да не спаси, да не промени и да ни даде нов живот и нова природа. Да почнеме со читање на текстот, глава 14, стихови 1 до 4. Во Иконија тие заедно влегоа во јудејската синагога и зборуваа така што мнозина јудејци и елини поверуваа. А јудејците што не поверуваа ги побунија и раздразнија духовите на незнабожците против браќата, но тие сепак останаа тука доста време и смело говореа за Господ, кој сведочеше за словото на својата благодат, давајки преку нивните раце да стануваат знаци и чуда. А народот во градот се раздели, едни беа со јудејците, а други со апостолите. Доаѓањето на апостолите во овој град
резултираше со поделба помеѓу народот. Дел од народот ги поддржуваше јудејците, односно оние кои не веруваа во Христос, а другиот дел застана на страната на Павле и Варнава, кои, иако беа јудејци по потекло, го проповедаа Христос. Стихови 5 до 7. И кога незнабожците и јудејците со своите началници се готвеа да ги хулат и да ги каменуваат, тие штом разбраа, се засолнија во ликаонските градови Листра и Дерва и во нивната околина. Таму почнаа да го проповедаат Евангелието. Патем верувам забележавте дека кога беа во Иконија, Павле и Варнава беа добро прифатени од дел од луѓето, а останатиот дел жестоко се бореше против нив. Но Павле и Варнава не се откажаа веднаш, туку останаа одредено време за да поучуваат и покрај тоа што се соочија со опозиција. Продолжуваме со читање. Во следните стихови Лука не известува за дел од настаните во Листра. Стихови 8 до 11. Во Листра седеше еден човек, немоќен во нозете. Тој бил сакат од мајчината утроба, не можел да оди никогаш. Тој слушаше додека Павле зборуваше, а Павле го впери во него погледот и виде дека во него има вера дека може да оздрави, па му рече со висок глас: Тебе ти велам, во името на Господ Исус Христос, исправи се на нозете своји. И тој скокна и почна да оди, а луѓето, кога видоа што направи Павле, го подигнаа гласот свој и извикаа на ликаонски: Боговите слегле кај нас во човечки лик. Ова го кажав и предходно, но ќе го повторам и сега. Павле, а и Варнава го имаа дарот за правење чуда и знаци. Тие дарови Бог им ги даде на дел од првите христијани како подкрепа за пораката на Евангелието. Мое лично верување е дека иако Бог денес се уште исцелува и прави чуда, сепак тој не им дава на христијаните дар на правење знаци и чуда, туку тие надприродни дела може да ги направи преку секој кој искрено се моли и верува. Но интересно е да се забележи реакцијата на очевидците во Листра. Откако видоа дека Павле и Варнава го исцелија човекот кој беше сакат уште од мајчината утроба, почнаа да зборуваат дека боговите земале човечки лик и дошле помеѓу луѓето. Зошто имаа таква реакција? Бидејќи народот кој живееше таму беше многубожечки народ, тие веруваа во постоењето на многу богови. Предпоставувам дека никогаш предходно немаа видено такво чудо, а сега, кога беа сведоци на таа надприродна интервенција, не знаеа како да си ја објаснат, освен да кажат дека боговите се отелотвориле. Верувам дека Павле и Варнава подоцна им објаснија дека не само што тие двајца не се богови, туку единствениот Бог кој постои, навистина се отелотвори и дојде на оваа земја. Стих 12. И Варнава го нарекоа Зевс, а Павле Хермес, бидејќи тој го водеше зборот. Не само што народот помисли дека боговите дошле помеѓу нив, туку и им дадоа конкретни имиња на Павле и Варнава. Ова е само доказ колку длабоко беа навлезени во паганизмот, но тука Лука ни дава уште еден многу важен коментар кој не би требало да го пропуштиме. Тој вели дека Павле го водел зборот. Со други зборови, од прилика во овој период апостолот Павле ја презеде водечката улога во мисијата. Тоа не значи дека Павле се бореше за некаква позиција, но верувам дека Светиот Дух на природен начин ги придвижуваше нештата за Павле да ја има водечката улога, а Варнава да му е помошник.
стихови 13 до 16. Жрецот пак на Зевс, чиј кип се наоѓаше пред новиот град, откако доведе јунци и венци пред портата, сакаше заедно со народот да принесе жртва. Но апостолите Варнава и Павле, кога слушнаа за тоа, ги раскинаа своите облеки, се втурнаа помеѓу народот, гласно викајки: „Луѓе, зошто го правите ова? И ние сме смртни како и вие, но ви проповедаме да се обратите од овие празноверија кон живиот Бог, кој ги создаде небото и земјата, морето и се што е во нив, кој поранешните поколенија на народите ги остави да врват по нивните патишта.“ Павле и Варнава беа доволно зрели во верата за да знаат дека треба да го прекинат безумното однесување на локалното население. Наместо да земат каква било слава или заслуга за себе, тие на народот му кажаа дека се само обични луѓе кои се испратени од Бог. Значи, не беа богови, туку само господови пратеници. Со други зборови, овие двајца му рекоа на народот: „Погрешно ја толкувате целата оваа ситуација. Не сте во право со вашите коментари и однесување.“ Сетете се на моментот кога апостол Петар го сретна Корнилиј. Корнилиј му се поклони, бидејќи таков беше обичајот кај нееврејските народи. Но Петар му рече: „Стани, не ми се поклонувај, и јас сум само човек.“ Знаете, ние како христијани не треба да им се поклонуваме на луѓето, ниту пак да паѓаме пред нив, ниту пак во нашите срца да ги сметаме за нешто возвишено или некакви спасители. Треба да ги сакаме другите, да ги почитуваме и да им покажеме чест, но секогаш да бидеме свесни дека колку и да се добри, паметни, надарени или колку и да ни помогнале во животот, луѓето се само луѓе. На Бог треба да му се поклонуваме, а луѓето треба да ги почитуваме. Забележете како Павле не сакаше да прими никаква слава за себе, туку ги насочуваше луѓето кон живиот Бог. Стих 17. Иако не престануваше да сведочи за себе, правејќи ни добро со праќање дождови од небото и плодоносни времиња и исполнувајќи ги срцата наши со храна и веселост. Овие луѓе веруваа дека добрите нешта во животот доаѓаат од различни богови. А во овој стих апостолот Павле вели: „Господ е тој кој ни дава се што имаме, а не боговите во кои верувате.“ Стихови 18 и 19. Изборувајќи за ова, одвај го убедија народот да не им принесува жртва, туку секој да си оди во својата куќа. Додека се наоѓаа таму и поучуваа, од Антиохија и од Иконија пристигнаа некои јудејци. И кога апостолите зборуваа отворено, тие го убедија народот да ги напушти, велејќи дека ништо вистинско не зборуваат, туку само лажат. А кога го придобија народот, го каменуваа Павле, па го извлекоа надвор од градот, мислејќи дека е мртов. Ова е навистина чудно, зарем не? Во еден момент народот беше подготвен да им се поклонува на Павле и Варнава, а по некое време го каменуваа апостолот Павле. Зарем тоа не ве потсеќа на начинот на кој луѓето се однесуваа кон Господ Исус? При влезот во Ерусалим тие му пееја осана и се радуваа што дојде во градот. Бараа од него да ги спаси и го препознаа како оној кој доаѓа во Господовото име. Но само неколку денови подоцна тие извикуваа против Исус: „Распни го!“ Ние луѓето сме навистина променливи. Лука вели дека народот го каменуваше Павле и го однесе надвор од градот, мислејќи дека е мртов. Што мислите вие? Дали Павле навистина беше мртов? Јас лично сметам дека беше мртов,
но дека Бог го врати во живот. Просто не ми се верува дека оние кои сакаа Павле да биде мртов, дека го каменуваа и го оставија полумртов надвор од градот. Немам стих со кој можам да докажам дека Павле беше мртов и дека Бог го воскресна, но прилично сум убеден дека токму тоа се случи. Друг интересен аспект поврзан со оваа случка е фактот што во одредена смисла Павле го жнееше тоа што претходно го посеа. Верувам ќе се сетите дека при смртта на првиот маченик Стефан, апостолот Павле, тогаш познат како Савле, стоеше на страна и го одобруваше каменувањето на Стефан. А сега, некое време после тој настан, самиот Павле е каменуван поради проповедањето на Евангелието. Во неговото послание до христијаните во Галатија, самиот Павле подоцна ќе напише: што човек сее, тоа и ќе си жнее. Да продолжиме со читање на текстот. Забележете што се случи потоа. Стих 20. Кога се собраа околу него учениците, тој стана и се врати во градот. Утредента со Варнава заминаа за Дерва. Кој знае што си мислеа локалните жители кога, иако дознаа дека Павле бил каменуван до смрт, сепак уште истиот ден се вратил во градот помеѓу нив. Стих 21. И откако го проповедаа Евангелието во тој град, и мнозина придобија за своји ученици, тие се вратија во Листра, Иконија и Антиохија. Иако Павле и Варнава си заминаа од градот каде Павле беше каменуван, сепак тие не престанаа со проповедање на Евангелието. Само ја променија локацијата и продолжија да зборуваат за Господ Исус. Павле беше навистина упорен човек, упорен за да прави зло пред да го сретне Христос, но и упорен за да прави добро откако го сретна Христос. Мислам дека имаме многу да учиме од него. Ние денес, кога зборуваме со луѓето за Христос и се соочуваме со некаква опозиција, често се откажуваме, бидејќи не ги добиваме посакуваните и очекуваните резултати. Но, замислете, колку му беше тешко на Павле, што оние на кои им проповедаше го каменуваа. Тој знаеше дека таква опасност може да постои и во другите градови, но сепак продолжи да проповеда. Патем, во стиховите кои предмалку ги прочитавме, Лука не известува дека Павле и Варнава почнаа да се враќаат назад кон Антиохија. Со други зборови, тоа значи дека нивното прво мисиско патување доаѓаше при крај. Но, додека се враќаа назад кон Антиохија, тие продолжија да го проповедаат Христос. Стихови 24 до 28. А потоа минаа низ Писидија и дојдоа до Памфилија, и откако го проповедаа Словото Господово во Перга, слегоа во Аталија, а оттаму отпловија за Антиохија, од каде што беа предадени на Божјата благодат за делото што го завршија. По нивното пристигнување, тие ја собраа црквата и соопштија за се што направи Бог со нив и како тој ја отворил вратата на верата и за незнабожците, и таму престојуваа подолго време со учениците. Кога се вратија назад во црквата во Антиохија, Павле и Варнава дадоа извештај за нивното мисиско патување. Во суштина, тие ги известија верните во Антиохија дека Бог на моќен начин почна да действува и помеѓу неевреите. Во тој период беа основани цркви кои беа 100% нееврејски, но со тек на време се појави нов проблем. Дел од евреите инсистираа дека неевреите мора да го почитуваат Мојсеевиот закон, за да можат да бидат прифатени како вистински христијани.
Дел од тие еврејски учители отидоа во црквите во Галатија и почнаа да го шират тоа погрешно учење помеѓу христијаните. Токму тоа е една од главните причини поради кои апостолот Павле години подоцна напиша послание до христијаните во Галатија. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.